Среда, 15 октомври 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдевте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите оние актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Ке се залагаме за укинување на двојните давачки што ги плаќаат граѓаните, порача носителот на независната советничка листа за Кавадаречкиот совет Лимба Минова Златески и представи дел од приоритетите во нивната изборна програма. Почитувани сограѓани, јас сум Лимба Минова Златески, носител на независната листа за советници во Совет на општина Кавадарци. Денес сме тука со јасна визија. Да го направиме Кавадарци место каде граѓаните ќе живеат подобро, а младите ќе останат да живеат овде. Нашиот приоритет е намалување на локалните давачки, затоа што секој денар кој останува кај граѓаните и бизнисите значи повеќе развој и поголема сигурност. Ослободување од двојното плаќање. Граѓаните се ослободуваат од надоместоци за јавна хигиена, јавно зеленило, кои се пренесуваат на финансирање од данокот на имот од буџетот на општината. Преструктурирање на надоместоците кај надоместоци за водоснабдување, канализација и износ за смет. Делови од износите за тековното и инвестиционо одржување се пренесуваат на финансирање преку програмата за комунално уредување и програмата за управување со отпад. Користење на приходите од мини хидроцентралите за економски и одржливи цени на комуналните услуги, на ЈКП Комуналец. Намалување на надоместокот на комунално уредување. Исто така ќе се изврши намалување на комуналиите преку пресметка според вредностите на комуналните објекти кои реално ќе се изградат. Ќе се намали висината на комуналиите за вредности на комунални објекти кои веќе се изградени. Ќе обезбедиме и поголема поддршка за микро и малите предпријатија, затоа што тие се срцето на локалната економија и двигател на нашиот развој. Ќе се залагаме за создавање на нови работни места и поддршка на предприемништвото. Нашите планови вклучуваат поддршка до 10.000 евра за самовработување, како и субвенционирање од 7.000 евра за компаниите кои ќе вработат до 5 вработени, односно невработени лица. На овој начин ќе го стимулираме локалниот бизнис и ќе намалиме невработеноста. Посебен акцент ќе ставиме на поддршката на земјоделието и руралниот развој, бидејќи земјоделието е столб на нашата економија. Ќе се залагаме за фер услови за производителите, подобра инфраструктура во селата и вистинска институционална поддршка на земјоделието. А пред се на лозарите. Ќе продолжиме воведување на субвенции за нова механизација и опрема, поддршка за зголемување на продуктивноста, финансиска поддршка за подигање нови овоштарници и лозја, техничка поддршка и советување. Драги кавадарчани, време е за независен и чесен, посветен совет кој работи за вас, а не за партиите. Затоа на предстојните локални избори ве повикувам да ја дадете довербата за независните, чесни и одговорни луѓе. За независната советничка листа предводена од Лимба Минова Златески, подреден број 45. Да покажеме дека Кавадарци може поинаку, со храброст, со визија и со вистинска работа за луѓето. Во ниедно владење на ДПМНЕ не се решил проблемот со водоснабдувањето во Неготино, рече на денешната пресконференција Нена Темелкова, кандидата за советник во Советот на општина Неготино од советничката листа на СДСМ. Во ниедно владење на ДПМНЕ во Неготино за проблемот со водата за пиење не се нашло решение. Сега пак во вашиот мандат последните 4 години најмалку. Да подсетиме, почитувани граѓани, како општината во време на ДПМНЕ се задолжи со кредит од 56 милиона денари, а искористи само 30 милиони денари, па средствата кои не се искористија до крај мораше да се вратат како неискористени. Но абсурдот да е поголем. Градот се раскопа, цевките се закопаа, а вода по тие цевки до ден денешен не протече. На нас, граѓаните, ни остана да ги враќаме долговите за истиот кредит, без никаков резултат, без никакви ефекти.
Реалните зафати за решавање на водоснабдувањето се во мандатот на градоначалникот Тони Делков. И тоа е непобитен факт. Рестрикциите за вода кои беа секојдневие за неготинчани повеќе од 30 години станаа минато за граѓаните во периодот по 2018, точно во мандатот на Делков. Она на што реално бевме сведоци неодамна беше проблемот со загадување на вода за пиење од непознато потекло. На одредени делови од градот, проблем кој траеше повеќе од 2 недели, а граѓаните до ден денешен не разбраа кои се вистинските причини за ваквото загадување на вода за пиење и од какво потекло беше загадувањето. Затоа вие од ДПМНЕ, кога кажувате, кажувајте вистините. Редно е да се соочите, да ја прифатите реалноста и да признаете дека што фативте се запустивте, како во градот, така и во нашите населени места. Затоа овој пат Неготино памти. Во Неготино за локално владење на ДПМНЕ нема веќе место. Почитувани сограѓани, она што ние може да го ветиме како идна локална власт, предводена од СДСМ и од идниот градоначалник Петар Мантев, е дека продолжуваме со проекти за чиста и здрава вода за пиење, да стигне и до секое населено место, до Тремни, Војшанци, Долни Дисан, Курија и други населени места. Затоа на 19 октомври да излеземе помасовно и да го дадеме гласот за број 5, за Петар Мантев, за градоначалник и за советничката листа на СДСМ и коалицијата. Председателот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција изнесе податоци за состојбата на буџетот. До крајот на 2025 година, според статистичките бројки, во буџетот ќе недостигаат 1,4 милиарди евра. За една година власта направи долг од 1,86 милиарди евра. Рекорд во регионот, истакна Филипче. Овие денови кога премиерот го слушаме како на митизите зборува за големите економски успеси, должност ми е да зборувам за реалноста и да ги информирам граѓаните за реалната економска состојба во земја. Во изминатите 15 месеци ние постојано алармиравме дека економијата и економските политики на оваа власт се многу погрешни, а реализацијата на капиталните инвестиции е историски најслаба. Денес тоа што ќе го зборувам ќе го потврдиме со реални економски индикатори, факти и бројки. Овие податоци укажуваат на алармантна состојба со буџетот, со приходите, со инвестициите и со реализацијата на капиталните инвестиции како основни индикатори за економската состојба во државата. На само 75 дена пред крајот на оваа 2025 година, буџетската рамка која е дефинирана од приходите и расходите во буџетот прикажува на вистина загрижувачка слика. Имено, до денес приходите се реализирани со 70,78%, односно 256,5 милиарди денари. Во исто време, на расходната страна, 72,82%, односно речиси 294 милиарди денари. Ова значи дека со вакво темпо, а тоа е за очекување, на крајот на годината ќе недостигаат 1,4 милиарди евра да се покријат сите трошоци во државата. Тоа е навистина фрапантна и огромна буџетска дупка. Ова значи дека сите овие пари ќе се покриваат со ново задолжување, со нови оптеретувања кај граѓаните и кај бизнисите, таму каде што најмногу боли, или со кратење на најважните јавни услуги. Ја прашувам власта, како планира, што мисли да прави и како ќе ги покрие овие 1,4 милиарди евра кои што до крајот на годината ќе недостасуваат во буџетот. Понатаму, огромна загриженост предизвикува драматично ниската реализација на капиталните инвестиции, кои што практично треба да влечат економијата напред. Би рекол историски најниска реализација. Заклучно со септември, реализирани се само 43,78% од предвидените средства, односно 20,7
милиарди денари. Тоа значи дека ова ќе биде уште една изгубена година за капитални проекти. Проекциите покажуваат дека до крајот на годината ќе имаме некаде околу 55% реализација на капиталните инвестиции. Филипче и Заев имаат ист вирус. Со рака на срце лажат, но за истиот има лек и тоа е народот, порача синоќа лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски од предизборниот митинг во Крива Паланка. Не сваќам како може човек без образ да зборува и да се прави дека е некој друг. Тоа во медицината го викаат патологија. Патологија својствена за еден човек што ставаше рака на срце кога се колнеше во македонската жица. Но очигледно тоа било заразно, па тој вирус денеска го има фатено и овој нов председател на СДСМ Венко Филипче. Вирусот започнува со чувство на самодоверба, расте, додека не прерасне во чувство на божество. Следниот симптом – раката на срце. Човекот што го има вирусот инстинктивно што и да зборува, ја става раката на срце и се колне. Понекогаш звучи чудно, невообичаено, дури непотребно, но симптомот е таков. Вториот симптом се прави како да не е од овде, како да е нов, чист, чесен и како да не го познаваме. И што е најинтересно, понекогаш и самиот верува во тоа што го зборува. А кога не верува тој, верува тогаш оној кој што му дава насоки и му го пишува говорот. Потоа доаѓа втората фаза, а тоа е заборавањето. Заборава дека другите го знаат, заборава дека имал шанса да направи нешто и не само што ја прокоцкал, туку и директно е винувен за трагедии, за корупција, за предавства, за срам кој што го нанесол на својата држава. Еден од критичните, можеби најкритични симптоми на вирусот е јахтата. Носителот на вирусот добива невидена желба за луксус. Се вози на јахта, мисли дека плови над реалноста. А најсилниот симптом, тоа што не реагира на ниту една вакцина, е лажењето. Тоа е неверојатно. Што да каже човекот, апсолутно е невистина и лаже. Измислува реалност што му одговара и живее во неа како да е нормално. Драги пријатели, браќа и сестри, за овој вирус има две вакцини. Првата делумно помага, а втората целосно лекува. Првата се вика Харис Джинович. Кога ќе слушате негова песна, кај носителот на вирусот се појавува едно убаво чувство на еуфорија, што ги смирува симптомите за кратко време, но само за кратко. Вистинскиот лек е друг. Тој е сериозен, темелен, опасен за сите што се заразени со овој вирус. Лек што не заборава, лек што не се потценува, лек што го враќа човекот во реалноста со тресок директно на земја. Таа вакцина е силна, достоинствена и во согласност со сите демократски стандарди. Таа вакцина, тој лек се вика народот на Македонија и тој народ ќе им се случи за неколку дена од денеста на 19 октомври. Во дневникот информации од спортот. Македонија не успеа да го победи Казахстан и одигра само 1:1. Пласманот на светското првенство ќе го бара преку бараш надпревар, но не е исто дали истиот ќе го обезбеди преку квалификации или преку Лига на нации. Фудбалската репрезентација на Македонија синоќ одигра нерешено 1:1 против Казахстан во квалификациите за светското првенство. По надпреварот во Скопје кој не успеавме да го добиеме, разочарувањето беше големо и кај фудбалерите и во јавноста. Македонија сепак се уште е во трка за второто место во својата група која води во баражот. Да не се залажуваме,
Очекувањата дека Белгија ќе киксне 2 пати во последните 3 кола не беа многу реални. Во трката за местото кое води во баражот остануваме ние и Велс. Математиките тука се јасни и ќе мора да излечеме позитивен резултат на гостувањето во Кардиф во ноември. Нашата селекција во моментов е втора на табелата со 13 бода од 7 одиграни надпревари и гол разлика 12-3, односно плюс 9, додека Велс е трет со 10 бодови и еден надпревар помалку од Македонија со гол разлика 13-10, односно плюс 3. Сепак, гол разликата сигурно ќе се промени по одигрувањето на надпреварот Лихтенштаин-Велс. На велшаните им треба победа од 6 или повеќе голови разлика за во последното коло против Македонија да им одговари нерешен резултат во битката за второто место. Македонија во джеп има речиси сигурен бараж со освојувањето на групата во Лигата на нациите. Сепак, важно е да се избори место во доигрувањето преку квалификациите, а еве и зошто. Бараж преку Лигата на нации значи место во четвртиот шешир и можни ривали би биле селекции од калиберот на Италија, Украина, Турција, Полска. Бараж преку квалификациите за светското првенство значи место во вториот или третиот, најверојатно третиот шешир, па тука ќе се сретнеме со селекции како што се Чешка, Шкотска, Велс и така натаму. Ке стартуваат надпреварите во првата машка кошаркарска лига. Кавадарци и во ова надпреварување ќе има свој представник во екипата на Спортисимо. Во надпреварувачката сезона 2025-26 првата македонска машка кошаркарска лига ќе брои вкупно 14 екипи, поделени во две групи, група А и група Б, секоја со по 7 екипи. Кавадарци во ова надпреварување ќе има свој представник во екипата на Спортисимо. Во првата надпреварувачка фаза, во двете групи ќе се игра според двокружен систем, секој со секого или вкупно 12 кола. Втората фаза продолжува со формирање на други две групи, односно топ 8 и плей-аут 6. Првите 4 екипи од групата А и првите 4 екипи од групата Б ќе разигруваат во топ 8, односно во група во која се пренесуваат меѓусебните резултати од првата фаза. Ке се игра според системот дома-гости против 4 екипи од другата група, односно 8 надпревари по екипа. Во плей-аут 6 групата ке разигруваат последните 3 екипи од групата А и последните 3 екипи од групата Б. Во оваа новоформирана група се пренесуваат меѓусебните резултати од првиот дел. Се игра по системот дома-гости против 3 екипи од другата група, односно 6 надпревари по екипа. Последно пласираниот од оваа група испаѓа во аматерската лига за наредната надпреварувачка сезона 2026-27. Првопласираните 4 екипи од топ 8 фазата ќе обезбедат пласман во завршниот дел од сезоната, односно доигрувањето за пополнување на место кое води во Суперлигата за наредната надпреварувачка сезона. Ке се игра по принципот 1 со 4, односно 2 со 3, во серија подобар од 3 надпревари во која предност на домашниот терен ќе има подобро рангираната екипа од регуларниот дел од сезоната. Победниците од двете полуфинални серии ќе обезбедат пласман во финалето. Серијата која ќе го даде победникот во првата македонска лига ќе се игра според системот подобар од 3 надпревари, во која предноста на домашниот терен во евентуалниот трет надпревар или така наречената мајсторка ќе има подобро рангираната екипа. Победникот на оваа серија ќе биде нов член на МТЛ, кошаркарската Суперлига, за надпреварувачката сезона 2026-27. Почетокот на првата лига беше предвиден за 18, односно 19 октомври, но поради изборите ќе биде поместен за неколку дена. Сите надпреварувачки кола ќе се играат за време на викенд, освен вторите надпревари во полуфиналето и финалето, кои ќе се играат во среда. Во групата А, во првата лига се екипите на Охрид, Тетекс ТТК, Мегабаскет, Црн Дрим
Вардар, Младинец, Партизан, Водно Санс. Во групата Б се екипите на Бутел, Спортисимо, Струмица ФМП, Борец Баскет, Соколи, Ролинг Струмица и Овче Поле. Во првото коло според распоредот екипата на Спортисимо новата прволигашка сезона ќе ја стартува на домашен терен против екипата на Овче Поле. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено кон крајот на денот и во текот на ноќта, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температура до 16 степени. Пообилни врнежи се очекуваат и во петок, кога се очекува локално да наврнат на 20 литри на метар квадратен. Во петок ќе дува умерен до засилен југоисточен ветер, особено долж по Вардарието. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.